Учениците кои не го положија испитот во јуни, тие што го пропуштија, но и тие кои беа фатени со мобилни телефони или пак се успаа во јунската сесија, денеска и во петок имаат втора шанса да полагаат матурски испит кој ќе значи билет за упис на факултет. Над 1400 ученици повторно седнаа на испитните клупи на факултетите и амфитеатрите низ државата. И овој пат испитите минаа во најдобар ред и без никакви пречки. За ова испитна сесија се пријавени 1460 ученици, од кои што 1326 се пријавени за државна матура, 126 за државна стручна матура и 6 ученици се пријавени за уметничка матура. Денеска учениците полагаат англиски јазик или математика во зависност од нивниот избор. На 14 август во петок се полага мајчин јазик кој е задолжителен. Според матурантите тестот бил полесен од очекуваното и тие одговориле на прашањата без никакви потешкотии. Добро, беше супер, бев задоволен со тоа што напишав. Се успав претходниот пат, не дека не положив иначе. Задоволна сум, се реших сега. Не знам. Ќе видиме што ќе каже оценката. Добро по мене. Паднах во јуни, сега математика втор круг полагам. Задоволна, да. Првиот пат полагав по англиски, не успешно беше по тестот, не знам ни ја што сум сгрешил. А сега пак сум на англиски, вториот пат. Во ситуацијата сега беше полесно од претходниот. Се снајдовме сите, прилика како што гледам сите си замина многу брзо. Не им се чека. Задоволен сум сега за овој вториот тест. За се да биде регуларно, процесот го следеа 300 тестатори и по 4 до 5 наблюдувачи на секоја локација, што е значително помал број во споредба со јунската сесија. Полагањето помина во најдобар ред. Учениците беа на време дојдени, се помина по ред на и протокол. Учениците сега при крај се гледам со своите испити, ќе видиме како ќе помине на крај со своите резултати. Надежно ќе биде се во најдобар ред и со тоа. Инаку во јуни, од вкупно 14.587 пријавени ученици, 284 беа пријавени за државна матура, 2276 за државна стручна, а 127 за државна уметничка матура. Надлежните очекуваат и овој пат целиот процес да заврши во фер и регуларна атмосфера. Резултатите може да се очекуваат веќе наредниот месец во септември. За илјадници ученици токму овие испити ќе бидат првиот чекор кон студентските клупи или пак пазарот на трудот.